Оризопроизводителите се уште не ги добиле субвенциите за 2025 година. Поради доцнењето на исплатата, велат дека не може да се подготват за новата реколта, бидејќи препаратите за производство се поскапени и тоа им е дополнителен трошок. Па затоа бараат итна исплата. За 25-та се уште не се исплатени субвенциите, ги очекуваме ова недела да не исплатат, бидејќи ни се неопходни, час поскоро треба да се исплатат. Со ова покачување сега на нафтените деривати, ние сме најмногу погодени земјоделците, бидејќи почна да се качуваат и вештачките ѓубри, односно и препаратите кои треба да влегуваат во производство на оризот, доколку ги секој ден како што ги каснат субвенциите, ние така веќе не можеме после да ги набавиме оние артикли, онаа нафта што треба да биде набавена за производство. Значи ќе бидеме со намалена капацитет на производство. Во меѓувреме, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски денеска ја промовираше кампањата Гласот што го слушаме, македонско најдобро, преку која, како што рече, ќе се посетат над 30 општини и 120 населени места. Преку кампањата, според Трипуновски, ќе се слушнат предизвиците со кои се соочуваат земјоделците, но и ќе се презентираат и политиките и мерките за поддршка на македонското земјоделство. Новија средби ќе се разговара за реалните предизвици со кои што се соочуваат македонските земјоделци, ќе се слушнат нивните предлози и идеи, но ќе се презентираат и политиките и мерките за поддршка на македонското земјоделство, производството и сето она што е сработено изминативе речиси 2 години мандат на владата. Преку ова покажуваме и докажуваме дека земјоделците не се само производители, туку тие се и двигатели на руралниот развој. Според Максимов, освен владините кампањи, потребно е државата да се погрижи за земјоделците да имаат поголема продажба на своите производи во Македонија, но и да се овозможи граѓаните да имаат увид дека купуваат од домашните реколти. Државата мора подобро да се залага тоа кога ќе дојдат на терен кај земјоделците, ние исто ќе го кажуваме дека секој македонски производ мора да биде брендиран, односно да си постое на секој производител да дадат бар код дека сум го произведел тој ориз или сум го дал на откуп или до градинарски култури, кои гарантирам дека тоа што ќе го купат граѓаните на Република Македонија е квалитетно и здраво за храна. Освен оризопроизводителите, не им се исплатени субвенциите за минатата година и на сточарите. Тие им дадоа рок на институциите до 20 март за исплата, а во спротивно најавуваат протести.